Почитувани, денеска е 14-ти ден од колапсот на хирургија и колапсот на сиот здравствен систем во Македонија. 14-ти ден и ден петок, што значи со СДС ДУИ уште најмалку 4 дена, и тоа оптимистички, проблемот ќе трае. Бидејќи за нив, нели, викендот мора да се истера, има поважни работи, како внатре-партиските интриги. Почитувани, ова е вистинското светло во кое што ќе блеснеше и иднината заедно со Европскиот фронт. 14-ти ден на колапсот на хирургија, ден петок, а со СДС ДУИ, тоа значи уште најмалку една недела блокада на здравството. 14 дена. Ништо не е преземено, здравството во цела држава е во колапс. 14 дена министерот Илир Демири ја префрла топката те на јавното обвинителство, те на колективна одговорност владата на СДС ДУИ. Од 12 директори и раководители, најголем број од нив по 7 години на таа позиција, не изустија ниту збор, ниту чувствуваат одговорност, а се недопирливи за Илир Демири. Раководители по 7 години, зашто најмалку по 2 пати можеле да преземат акција да се санира хирургија во целост. Срамно и недостоинствено, но својствено за СДС ДУИ. Нема грам грижа за пациенти, нема брза реакција да се санира хирургија, ама има брза реакција за провизии за вакцини, провизии за модуларни, црна трговија со лекови за рак. 14 дена, 12 оддели на хирургија, оставени во хаос, ништо не се презема. Клиниката за хирургија е клучниот момент на клинички. По правило, врвот на здравствениот систем, а со ова, терцијалното здравство во Македонија е доведено во колапс. Одговорност ќе има и мињата на одговорните ќе останат запаметени. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашање пристигнато од Александар од Сител. Вели дали ВМРО ДПМНЕ размислува, како што најавуваше во предизборниот период, да предложи укинување на пржинската влада. Почитувани, ставот на ВМРО ДПМНЕ е непроменет. Ви благодарам.